почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, представници на општинската администрација, почитувани граѓани на општина Неготино, представници на медиумите. За денес ја свикав 33-та редовна седница на Советот на општина Неготино. За работа на седницата го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог програма за локален економски развој на општина Неготино за 2020 година. Точка број 2. Предлог програма за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година. Точка број 3. Предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2020 година. Точка број 4. Предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на образованието во 2020 година. Точка број 5. Предлог програма за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2020 година во општина Неготино. Точка број 6. Предлог програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2020 година. Точка број 7. Предлог програма за работа во областта на располагање со градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година. Точка број 8. Предлог програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2020 година. Точка број 9. Предлог програма за заштита на животна средина на територијата на општина Неготино за 2020 година. Точка број 10. Предлог годишен план за седници и активности на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените за 2020 година. Точка број 11. Предлог буџет на општина Неготино за 2020 година. Точка број 12. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Неготино за 2020 година. Точка број 13. Предлог буџетски календар за 2020 година. Точка број 14. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2020 година. Точка број 15. Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници и даватели на услуги и директорот на јавната општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино за 2020 година. Точка број 16. Предлог правилник за постапка и критериуми за утврдување на пазарна вредност на земјиштата и утврдување простични цени на градежно и земјоделско земјиште. Точка број 17. Предлог решение за давање согласност на измената на годишниот план за вработување за 2020 година на основното општинско училиште Гоце Делчев Неготино. Точка број 18. Предлог мислење по однос на статутот на основното општинско училиште Гоце Делчев Неготино. Точка број 19. Предлог мислење по однос на програмата за изведување на екскурзии за учениците од основното општинско училиште Страшо Пинџур Неготино. Точка број 20. Предлог заклучок за усвојување на годишната програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино од Неготино за 2020 година. Точка број 21. Предлог решение за доделување на еднократна парична помош. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Молам кој бара збор. Петре Манчев, повели. Благодарам. Почитувани колеги, почитувани гости, почитувани граѓани. Од председателот барам прво да ни додели записник од претходната седница, од минатата седница. Веќе некое време тој записник не се доделува, а по закон општината е должна да ни го додели. Исто така, барам да се испринта нов дневен ред, бидејќи доделениот дневен ред не кореспондира со тоа што го прочита председателот на Советот. И предлагам точки на дневен ред. Како точка број 1, според член 60 став 4 и став 2 од деловникот за работа, предлагам како прва точка на дневниот ред предлог одлука за разрешување на председателот на Советот Диме Витанов и избор на нов председател. Според деловникот треба да дадам образложение. Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата предлага разрешување на председателот на Советот и избор на нов председател поради неостварување на правата и должностите на членовите на Советот. Поради непочитување на Законот за локална самоуправа, статутот на општина Неготино и деловникот за работа на овој Совет, предлагаме председателот на Советот да му биде изгласан импичмент, бидејќи тој на секоја седница упаѓа во збор, навредува и упатува закани
и поради незакажување на седниците, барањето на советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата е тоа. Со ваквото однесување, функцијата председател на Совет е урнисана, омаловажена и нема кредибилитет и дигнитет, и овој човек нема достоинство, углед и чест повеќе да ја извршува оваа функција и не ужива доверба од наша страна. Барам од вас, колеги, членови на Советот, да ја поддржите оваа иницијатива и со избор на нов председател да го вратиме достоинството на Советот и функцијата председател. Како точка број 2. Според член 60, став 4 и став 2 од Деловникот за работа предлагам предлог за разгледување на студијата објавена на веб страната на општина Неготино за изградба на депонија за инертен, индустријски и неопасен отпад во општина Неготино. Соодветно на тоа должен сум да дадам образложение. Советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата предлага како точка на дневен ред донесување на негативен заклучок по однос на оваа програма, бидејќи по член 42 од Уставот на Република Македонија секој човек има право на здрава животна средина. Секој е должен да им унапредува, штити животната средина и природата. Република Македонија обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина и според член 22 став 2 од Законот за локална самоуправа, каде што се вели: општините се надлежни за вршење на заштита на животната средина и природата. Должни се да спроведат мерки за заштита, спречување на загадувањето на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и неионизирачко зрачење. Бидејќи сметаме дека овие закони се нарушени со оваа планирана инвестиција, каде во самата студија инвеститорот не може со 100% да гарантира дека нема да ја наруши животната средина и безбедноста на граѓаните и вработените, предлагаме носење на негативно мислење по истата. Исто така, поднесено е барање за мислење и одговорено е со писмо за намери за изведување на инвестиција од инвеститорот до општина Неготино, а ние како советничка група не сме запознаени со тоа и немаме соодветен став. Како точка 3 предлагам, според член 60 став 4 и став 2 од Деловникот за работа, како трета точка на дневниот ред предлагам одлука за свикување на собир на граѓани во општина Неготино. Образложение. Советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата според член 37 и член 38 од статутот на општина Неготино предлага како точка на дневен ред свикување на собир на граѓани заради изјаснување на граѓаните за отделни прашања од значење за подрачјето на цела општина. Собир на граѓани свикува градоначалникот или по барање на советот на општината. Собир на граѓани градоначалникот е должен да свика по барање на 10% подпишани граѓани со право на глас. Бидејќи се соочуваме со сериозен предизвик, а локалните власти немаат слух за настанатиот проблем и голема е вознемиреността и загриженоста на граѓаните на општина Неготино, јас како член на Советот барам од вас да ја исполните законската можност и заеднички изгласаме собир на граѓани каде граѓаните би го дале своето мислење за иницијативата за изградба на депонија. Донесените заклучоци од собирот на граѓани, органите на општината треба да ги разгледаат и донесат решение според волјата на мнозинството. Како точка 4 од дневниот ред предлагам, според член 60 став 4 и став 2 од Деловникот за работа предлагам четврта точка на дневен ред. Предлог одлука за повлекување на одлуката број 08245/6 од 25.2019 година за донесување на урбанистички план во населено место за изградба на депонија за инертен, индустријски и неопасен отпад на катастарски парцели број 23/2, 24, 25/3, 25/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2 и 2173/4 КО Пепелиште, место викано Шогово. Образложение. Советничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата според член 77 од Деловникот за работа бара итно повлекување на оваа одлука. По итна постапка може да се донесе одлука за која постои вистинска и неодложна потреба и незиното одложување би имало сериозни штетни последици. Почитувани колеги, оваа одлука побуди сериозен интерес кај граѓаните на општина Неготино и нејзината примена
донесем доста негодување и критика. Ние како членови на Советот, кога донесовме оваа одлука, немавме доволно информации од страна на општинската администрација. Затоа ве повикувам да се надминиме надпартиски и ја исправиме оваа грешна одлука со поништување на истата. Како точка 5 од дневниот ред предлагам, според член 6 став 4 и став 2 од деловникот за работа, предлагам како пета точка на дневен ред предлог одлука за распишување на обврзувачки референдум во општина Неготино. И тоа, дали сте за или против изградба на депонија за инертен индустријски и неопасен отпад на територија на општина Неготино. Образложение. Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата според член 28 став 3 од Законот за локална самоуправа, член 41 од статутот на општина Неготино и член 15 од деловникот за работа на Советот, бараме идно распишување на обврзувачки референдум за решавање на прашање од интерес на општина Неготино. Сведоци сме на загрижувачка состојба овие денови во Неготино настаната со продажба на земјиштето со намена за изградба на депонија за инертен индустријски и неопасен отпад. И исто така сведоци сме на започнатата иницијатива од Сдруженијето Ековита за собирање на потписи за распишување на референдум. Бидејќи го знаеме расположението во градот и загриженоста на граѓаните околу оваа прашање, ние како членови на Советот, директно избрани од народот, ја поднесуваме оваа предлог одлука и имаме законско право и должност за распишување на референдум и скратување на целата постапка која следи. Со таа намера и идеја да не ги малтретираме граѓаните за собирање на 3200 потписи во канцеларијата на ДИК на трети спрат во зградата на општина Неготино. Благодарам. Благодарам, колега. Причина што колегата Петар Манчев поднесе 5 точки за дополнување на дневниот ред, објавувам 10 минути пауза за координација. Почитувани колеги, продолжуваме со работа, дали некој друг бара збор? Зоран Стојанов, повеќе. Благодарам, председателя, почитуван градоначалник, почитувани граѓани, почитувани гости. Прво да ги поздравам гостите од Ековита. Имате безпрекорна поддршка од мене, но сепак мислам дека во нашата држава треба да се отворят депонија, но не депонија за инертен, неопасен и индустријски отпад, туку треба депонија за потрошени, непоштени и корумпирани политичари. Благодарам, а сега за дневниот ред. Не е смешно, колега. Не, по дневниот ред го Да, бара по збор. дневниот ред Викам, ти малку покасно викаш за дневниот ред. Да, поднесуваме точка на дневен ред разно. Да отвориме дебата за посериозни работи, проблеми на граѓаните, што заостанале од цела година, што се доста заинтересирани. Да отвориме дебата на точката разно за повише работи, како што се кучињата скитници. Проблемот со кучињата се уште обстојува во градот. Колку има обвинувања, колку општината треба да плати штета, оштета за тоа. Дали треба да се направи нова шинтарска служба. Да отвориме дебати за проблемите со сепарациите. Се ископа цел Вардар. Се уништи и службите, државата, општината не реагират никако. Да отвориме дебата за градската депонија. Таа е многу сериозна ситуацијата. Многу сериозна ситуацијата и никој дали се воде, не е тука директорка да ми објасне, дали се воде книга, кој фрла џубре таму, какво џубре, дали има со некој соработка. Колега, компанија. сега не, веќе по-разно си разборува. На разно само давам образложение под кои точки можеме да Пошто си поставуваш прашање и веќе подразно се дискутираш. Да, си дискутирам, си и кажувам, тоа е проблем на граѓаните. Заостанат од текот на цела 2019 Ве молам да го образложите вашиот предлог за точка на дневен ред. Да отвориме, а да не дискутираме материјално по точка. Дебата да отвориме какви сообраќајни решенија
во 2019 општината ни даде. Да отвориме дебата за докаде е изградбата на градинката во општината. Да отвориме дебата за проблемот со браќа Миладинови, зашто уште имат проблеми таму, колку пати е ископано, кој ќе ги плати тие штети. Ова сето е колеги од граѓаните. Граѓаните го сакат го. Што знаат дека се расправа буџет, завршува годината, треба да ги разгледаме и предпоставувам дека ќе ја прифаниме точката разно, да отвориме повише дебати, да си уклучиме сите советници, да уште можеме да дебатираме за проблемот со колекторите во Тиминик. Докаде е работата? Тоа е почната работа многу одамна, веќе 2016 колку што знаме. Треба да видиме зашто МВР не ни даде извештај, помина 2019. МВР дали ни даде извештај за безбедноста на граѓаните? Не ни даде. Колегата Петре Манчев неколку пати го побара тоа. И побара ако треба да биде и затворена седница. Значи тоа не беме удоволени. Значи мораме малку да ги очекувам дека ќе се прифати точката на дневен ред разно, да отвориме дебати и за други прашања што сакат, што и колегите советници сигурно имат некои проблеми што ги сртнале со граѓаните и доколку не се одобре, очекувам 2020 година и оставки од тука, од Советот. Благодарам. Благодарам, колега. Следен збор трајче да има. Насладување на зборот на дневниот ред. Сите точки што ги каже колегата заслужуваат внимание и да се дискутира по истина. Меѓутоа сметам дека имаме 21 точка на дневен ред. И ваква точка би ја одложила седницата до недоглед. Би сакал повторно потенцирам. За секоја една од овие точки што ги каже колегата, да ги дискутираме. Меѓутоа, ако се слагате, може да ги ставим на наредната седница секоја една точка, до една, до колектор, до шинтарска служба, до депонија, до сепарација. Значи, мислам дека заслужува внимание, мислам дека треба да ги прокоментираме, меѓутоа сметам дека превише натрупана седницата за денес да биде. Тоа. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Игор Иванов, повели. Благодарам. Почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани советници, почитувани медиуми, како точка број 7 предлагам да биде точка по дневниот ред разрешување и осуда на директорката на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. По предложение, според законот за средни училишта во Република Македонија, според член 7 од Законот за средни училишта пише: во секое средно училиште е забрането секакво политичко и верско организирање и действување. Во средното училиште е забрането истекнување на партиски и верски обележја. Според член 109а под број 1, глоба во износ од 1600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на средното училиште. Сакам ова да биде составен дел и да докажеме дека училиштата и објектите во склоп на Средното општинско училиште се за учениците, а не за партиски трибини. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Видејќи немам пријавени за збор, по предложените точки за измена на дневниот ред ќе се обратам јас. Почитуван градоначалник, почитувани колеги и советници, почитувани гости, представници на медиумите. Во врска со изнесените неколку барања за промена на дневниот ред, а и другите забелешки кои што од страна на колегата Петре Манчев беа укажани на почетокот на седницата. По
по првото поставено прашање во врска со записниците, ви укажувам дека записниците од претходни седмици ќе ги добиете по електронски пат пред наредната седница. Во врска со дневниот ред кој што има уште една точка, која што не е во дневниот ред кој што го имаат советниците, а печатена верзија. Сакам колега Петре Манчев да те информирам, бидејќи си координатор на советничката група на ВМРО од ДПМН, дека таа точка, која што е дополната, е по барање на колешката Флорида Илиевска, член на Советот на општина Неготино, од редовите на ВМРО од ДПМН. Ве молам да ме сослушате сега, јас ве слушам. Колешката Флорида Илиевска, која што е член на вашата советничка група, на која што вие сте координатор, побара нова точка на дневниот ред, одржа комисија по таа точка, комисијата ја изгласа точката и врз основа на тоа е составен дел од дневниот ред за денешната. Доколку вие, Петре Манчев, внатре во советничката група не сте координирани, тоа е ваша работа и не би сакал да ги замајувате граѓаните со тоа како председател оставил нова точка на дневен ред. Ти го менјате дневниот ред од денеска, 3 пати. Колега Петре Манчев, ве молам, сега ве молам да не дофрлате од место. 3 пати менувате дневен ред, знаете ли, а со иста дата стои, нели ве срам? Па сега ќе ми изборувате тука Флорида поднесила. Дајте нов Молам дневен ред. да камерите да го забележат однесувањето на колегата Петре Манчев. Дајте нов дневен ред. Колегата Петре Манчев, бидејќи сите тука во салата, а сме поголем број присутни, учтиво го слушавме. Еве сега тој не дозволува да се доискажат другите. Дали овој дневен Тоа е ред доблеста, 20 точки е тоа е од доблеста на 23.12. колегата Петре Манчев, повикувајќи секогаш 23.12. кој како да се однесува. Колега Петре Манчев, барањето за моје разрешување ви беше со образложение дека упаѓам во збор, а сега вие што правите, еве јавно ве прашам. Ти влезаш во материјална расправа, постапи по точките. Барањето за моје разрешување беше заради тоа што упаѓам во збор, а еве што прави во моментот Петре Манчев. Е, тука сме начисто кој како се однесува. Во врска со првата точка од дневниот ред, првиот предлог за измена на дневниот ред, Треба да ги ставиш оставам- точките на гласање. Не да коментираш. Оставам не да советот- расправа. Немаш право на тоа. оставам советот да донесе одлука Нема во право врска со да влезе материјална расправа по точките. Петре Манчев, како председател на советот, Кажи ми по кој. како кој председател член, на по кој советот те член? замолувам да се слушаш доколку сакаш. Председател на совет не Не значи го дека вклучувај можеш да микрофонот правиш што без да сакаш. добиеш збор, те молам. Значи не може узурпираш говорница. Кажи ми по кој член од деловникот влеваш у расправа по дневниот ред, а не Петре у Манчев, свој. знам Кажи- дека не ти се допаѓа одговорот на вашите прашања, меѓутоа сослушајте. Ама немаш каков одговор. Бараш разрешување мое заради тоа што сум упаѓал во збора, сега вака го Значи правиш. немаш право да зборуваш, кажи јавно според кој член од законот, од деловникот или од статутот влеваш у материјална Манчев, немаш расправа збор, бе. по дневниот ред. Немаш збор, како го уклучуваш микрофонот? Значи ти немаш збор. Како имаш збор? Јас давам збор тука, како А немам кој си јас ти? збор? Кој си? Председател на советот. Одлесувај се по закон. Така треба да се однесуваш и по закон и по статут и у деловник. Кажи ми по кој член влегуваш у материјална Манчев, дали ќе расправа. дозволиш да продолжи седмицата? Па не, кажи ми Не, според како кој тоа член. не? Кажи ми според кој член Те влегуваш у молам, материјална те расправа. молам Тоа да ме не интересира. упаѓаш, те молам последен пат да Прво замолувам. кажи според кој член влеваш у материјална расправа по дневниот неусвоен дневен ред. Прво тоа кажи. И не се срами пред граѓаните, срамота е лошо го правиш. Немаш право да влегуваш у материјална расправа и да расправаш кој што рекол. Колега Петре Прво треба Манчев, да го усвоиме беше првиот. советник на власт, не те Прво- ставија председател, што да ти правам? Прво Беше советник на власт, не те ставија. Сега не си председател, не даваш збор. Те молам, разбери го тоа. 6-та година си советник. Немаш Ајде те право. молам, сега нема потреба граѓаните што се овде присутни и тие што ќе ја следат седницата Прво да кажи ги ми по кој да ги член. замараме. Те молам, Кој член? последен пат те замолувам, Петре. Абе кажи Дај не кој член упаѓај во влегуваш у збор, кој материјална тебе те расправа. прекина кога дискутираш. Кој член влегуваш у материјална расправа, кажи. Петре Манчев, те молам да не ја прекинуваш. Како што реков, по првиот предлог за разрешување на председателот на советот ги повикувам советниците да донесат одлука врз основа на своето собствено убедување. Во врска со останатите предлог измени на дневниот ред, сакам уште еднаш да го соопштам ставот на општина Неготино, бидејќи останатите 4 точки се поврзани со
популарната, актуелната тема во општина Неготино, а тоа е изградба на депонијата во општина Неготино. Сакам уште еднаш овде пред сите вас, и драго ми е што се представници од Сдруженијето на граѓани Ековита присутни на оваа седница, да го повторам истото кое што и градоначалникот на општина Неготино го соопшти. Ставот на општина Неготино е дека депонија во Неготино нема да се гради. Од тие причини сметам дека предлагањето на овие точки во овој момент е непотребно. Сакам уште еднаш од овде да им соопштам на сите граѓани на општина Неготино, на сите заинтересирани, колку Петре Манчев и да го прекинува работењето на овој совет, нема да успее во тоа. Почитувани граѓани, општина Неготино будно ги следи сите процеси на демократски движења во општина Неготино. И јас, како председател на советот, лично дозволив да продолжи иницијативата за собирање на подписи за референдум. Бидејќи иницијативата беше уредна. И со тоа се дозволи најдемократскиот облик на изразување на војата на граѓаните во општина Неготино, собирањето на По која точка од дневниот ред влеговте во материјал на расправа? Бидејќи, за да бидеме до крај јасни, сакам уште еднаш да ви повторам. Бидејќи колегата Петре Манчев предлага укинување на само една одлука, донесена на 20 мај 2019 година, а за да бидеме сосема начисти со прашањето во врска со депонијата, потребно е да ги укиниме одлуките донесени во 2019 година, да дадеме негативно мислење на мислењето кое што го дале во 2012 година, да дадеме негативно мислење на барањето за концесија и доделувањето на концесијата, ама тоа е искрениот пристап кон оваа прашање. И заради тоа, бидејќи е јасно дека депонија во општина Неготино нема да се гради, од тука упатувам и јавна покана да деновите кои што ни предстојат, после празникот, после Нова година, заедно со сите заинтересирани граѓани, пред се прво повикано Сдруженијето Ековита, да седниме и да разговараме за реалните проблеми кои што општина Неготино ги има во делот на отпадот, во делот на депониите, и заедно како отворена општина да ги донесиме одлуките кои што се во интерес на граѓаните на општина Неготино. Ние како општина донесовме одлука дека депонија нема да се гради и при тоа тишина има ред оваа куќа. И при тоа со одлуката, со начинот на кој што е издата, се заштитува општина Неготино од секоја можна правна и финансиска последица. Предлогот, кој што претходно беше манипулиран од страна на ВМРО ДПМН, носеше ризик за правна и финансиска штета на општина Неготино. Ние, како одговорна власт во оваа општина, ние, како луѓе кои што по закон сме обврзани да се грижиме меѓу другото и за имотот на општина Неготино, моравме да донесиме одлуки и да го изнајдеме начинот за одлуката да не носе никаков степен на ризик за правни последици и финансиски штети. Од тие причини сметам дека предлогот за другите точки на дневен ред не е основан. Околу предлогот на колегата Игор Јованов, Советот да донесе одлука за разрешување на директор на средно општинско училиште. Како прво, не е колега советник Игор Јованов, 6-та година советник и повеќе. Мислам дека во надлежностите на Советот не е ниту назначување, ниту разрешување на директор на било кое училиште или било која институција.
Те молам со вакви предлози да не си го губиме времето и да не ја замајуваме јавноста. Процедурално. А за моите точки што би на председател? Процедурално Петре Манчев. Благодарам. Заради ваквото однесување на Советот и узурпацијата на говорницата од страна на председателот, поднесовме барање за негова промена. Прво, не е дозволиво председателот од функција на председател да узурпира говорницата и да не зборува по веќе неусвоен дневен ред. Значи нема член нити во законот, нити во деловникот за работа, нити во статутот кој дозволува на било кој еден да ја узурпира говорницата и влегува во материјална расправа, камоли па сам да носи одлука кој е одговорен или која точка ќе се тури на дневен ред или која точка нема да се тури на дневен ред. Затоа сите точки треба да бидат турени на дневен ред и со поединечно гласање секој од вас да ги изгласа. Со поединечно гласање. А тоа дека некој донел одлука и испаднал на прес, а таква одлука нема, и само е за залажување на јавноста, дај да видиме, ставите ја на дневен ред одлуката и сите ќе ја изгласиме. Буквално сите, ајде. Не само донесена е одлука, а нема црно на бело ништо. Дајте ја одлуката, сите точки ќе ги повлечам и да изгласаме таа одлука. Ве молам, дајте ја одлуката. Благодарам, со Петре која Манчев. општината ја стопира изградбата на Петре депонијата и јас ќе ги повлечам сите точки од дневниот ред. Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата по дневниот ред. Предходно беше, ова само процедуралното на Петре. Предходно е затворена расправата. Пред јас да се Пријави за збор. Предлогот на колегата Петре Манчев за прва точка. Предлог одлука за разрешување на председателот на Советот на општина Неготино да биде прва точка на дневниот ред, ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. Чекај, процедурално, не е усвоен дневниот ред. Абе, твојот предлог го ставам на гласање, бе Петре, слушај. Кој е за твојот прв предлог? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кој е против? 8. Воздржани нема, против нема. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Ставам на гласање вториот предлог на колегата Петре Манчев. Предлог за разградување на студија објавена на веб страна на општина Неготино за изградба на депонија за инертен индустријски неопасен отпад во општина Неготино. Молам кој е за? 7 гласа за, кој е против? 8 против. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Го ставам на гласање. Третиот предлог. Ставам на гласање третиот предлог на колегата Петре Манчев. Предлог одлука за свикување собир на граѓани на општина Неготино. Молам кој е за? 7 гласа за. Кој е против? 8 против. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Елена, господине, ве молам да се оттргнете. Не те срам. Како ќе испаднеш на чаршијата? Елена, објавувам 10 минути пауза. Почитувани колеги, продолжуваме со работа. На самиот старт една информација до присутните граѓани кои што се дел од оваа јавна седница на Советот на општина Неготино, како и секоја што е јавна. Ви информирам дека согласно законите имате право да присуствувате на седницата и да го следите текот на седницата. Да го нарушувате текот на седницата и да учествувате во работата на Советот, тоа не е дозволено. Ве молам, за да не се донесуваме во ситуација за проследување на други законски постапки, секој што сака да присуствува и да го следи текот на седницата, тоа да го прави на начин со кој што нема да ја попречува работата на Советот. Значи, дозволено ви е да присуствувате, ве молам, почитувајте ги законите во Република Северна Македонија и начините на однесување во овој Совет. Поставам на гласање третиот предлог на колегата Петре Манчев. Предлог одлука за свикување на собир на граѓани на општина Неготино на гласање. Ве молам, кој е за? 7 гласа за. Кој е против? 8 против. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Не се слуша глас,
Го ставам на гласење четвртиот предлог на колегата Петре Манчев. Ве молам со кревење на рака кој е за. Предлог одлука за публикување на одлуката број 08245/6 од 25.2019 година за нанесување на урбанистичка планска документација во населено место за изградба на депонија за инертен индустријски неопасен отпад на катастарска парцела број 23/2, 24, 25/3, 25/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2 и 2173/4 као пепелиште место викано Шоброво. Ве молам кој е за? 7 гласа за, кој е против? 8 против. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Колега Пасинечки, вработен во здравствениот дом Неготино, ве молам да се однесувате како што доликува, во Советот. Ве молам да не дофрлате од место. Ставам на гласење петиот предлог на колегата Петре Манчев. Предлог одлука за распишување обврзувачки референдум во општина Неготино за тоа дали сте за или против изградба на депонија за инертен индустријски неопасен отпад на територијата на општина Неготино. Ве молам со кревење. Колеги, ве молам да дозволите да тече седницата. Ве молам со кревење на рака кој е за. 7 гласа за. Кој е против? 8 против. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Го ставам на гласање предлогот на колегата Зоран Стојанов за нова точка на дневен ред. Точка разно. Ве молам со кревење на рака кој е за. По советниците не гледам никој за. Кој е против? 8 против. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Го ставам на гласање предлог на колегата Игор Јованов, разрешување на директор на средното општинско училиште Свети Кирил и Методи Неготино. Ве молам со кревење на рака кој е за. Во советниците нема никој против, нема никој за, кој е против? 8 гласа против. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Го ставам на гласање предложениот дневен ред. Ве молам со кревење на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема никој, воздржани нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Процедурално градоначалникот, па после Петре Манчев. Повели градоначалник. Благодарам председателя, почитувани советници, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани медиуми. Пред се на самиот почеток на ова мое излагање, на оваа моја процедурална дискусија, сакам да ве замолам во духот на демократските вредности и на нивото на тоа како доликува да се води една седница и како треба да се однесуваме сите, да го почитуваме редот на Советот, да ги почитуваме нашите граѓани, пред се тие не бират овде, и сакам овде јавно да искажам моje мислење, дека овоа денеска што се случува од страна на советниците на ВМРО ДПМН не доликува на една демократска партија која што се бори наводно за високи вредности или вредности кои што се во интерес на граѓаните. Сакам да потенцирам уште еднаш. Тука се и членовите на Ековита. Денес општина Неготино донесе одлука со која што ја прекинува постапката за изградба на депонија за инертен, индустријски и неопасен отпад. Со тоа, сакам да ги информирам граѓаните на општина Неготино дека депонија на територија на општина Неготино нема да има и нема да се гради. Сите понатамошни действија кои што се во моментот и се случуваат се само еден театар и продолжување на собирање политички поени од страна на ВМРО ДПМН, кои што пред се не ја научија лекцијата на граѓаните во минатото и не ги почитуваат вистинските вредности
на граѓаните на општина Неготино. За разлика од нив, тие кои што ја донесоа урбанистичката планска документација уште во 2012 година, каде што донесоа депонија, подпишаа договор за концесија, каде што имаше депонија на територија на општина Неготино, оваа општина, оваа локална самоуправа, јас како градоначалник, гледајќи ја целокупната ситуација, слушајќи го гласот на народот, донесовме одлука со која што на територија на општина Неготино нема да се гради депонија. Сметам дека со оваа моја изјава како прв човек на општина Неготино треба сите да бидеме свесни и разумни дека нема потреба од дополнителен театар, затоа што не е во прилог на никој. Доаѓаат новогодишните празници, сметам дека треба сите пред се да бидеме сложни. Честитки и до здруженијата кои што го почитуваме нивното мислење и гласот. Сметам дека во наредниот период треба да соработуваме, треба да разговараме на теми кои што се битни за граѓаните, посебно за животната средина, и сметам дека наредната година Води седмица на процедурата дека е прекршена. сакам да ви информирам сите дека следува една успешна година, наредна година 2020 година во која што општина Неготино и покрај пустошот што го остави ВМРО ДПМН пред доаѓањето на мојата функција, има развојна компонента, има буџет во кој што нема долгови, и сметам дека треба да бидеме горди и дека сме на правиот пат да се издигнеме над политичките интереси и да работиме сите заедно за граѓаните и за општина Неготино. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Човекот стојач пред мене има збор. Петре Манчев Овле. Благодарам. Градоначалниче, дајте ја јавно писмено таа одлука и реков уште пред да бидат точките на дневен ред, ние точките од дневен ред ќе ги повлечеме. Дајте ја на писмено да ја видиме одлуката што ја донела општина Неготино и вие како градоначалник, и ние ќе ве поздравиме од тука. Искрено ви велам. Иницијативата за оваа работа, јас и неколку луѓе други, не ја започнав за политички поени, апсолутно нула политички поени. Него ја започнав бидејќи ја прочитав студијата и се загрижив тоа што го видов таму, и за тоа ја започнав. И уште на првиот прес ве повикав јавно да излезете и да кажете пред 20 и неколку дена. Денес веќе има 2000, скоро 2000 подписи собрани. И нели е малце лицемерно после 20 и неколку дена да кажувате дека сте донеле одлука, а одлуката никаде да нема. Малце е лицемерно тоа. Затоа ако има одлука, не на прес, излезите тука, покажите таа одлука и ние ќе ја поддржиме, и седницата на Советот за донесување на буџетот да си продолжи нормално. Не знам дали сте запознати, на комисијата поднесиме амандмани, ниеден не е прифатен. Како ние ќе дискутираме по буџетот, кажете? Како ќе дискутираме? Ниеден единствен амандман на комисијата не е прифатен. Знаете ли за тоа? Ниеден. Па ние сме тука членови на Советот за тоа да предлагаме амандмани како ќе се вклучиме во дискусијата на буџетот. И вие критикувате некое време, а сега го работите бетер од тогаш. Не знам дали сте свесни за тоа. Бетер по-лошо 2 пати од времето на ВМРО вие сега работите. И критикувате. ВМРО си е во опозиција 2,5 години. Ајде да видиме ви што правите. И сега ние сме тука да ви критикуеме, ја ве повикувам на прес да организирате јавна расправа, ви тоа го игнорирате. Председателот на Совет го повикувам на прес на јавна расправа за граѓаните да слушнат за што се работи, ви тоа го игнорирате. И сега тука кажуете дека ние сме сакале партијски поени да собираме политички. Абе не ме интересират мене никакви избори, никакви кандидатури. Нити член на Совет не ме интересира, утре си давам оставка. Сега е моментот. Сега, дай си. Ајде, дай си сега и... Ве молам за тишина. Ве молам за тишина, сите присутни во салата, ве молам да не колективно го повикав цел Совет.
Каква политика има у тоа? Нема политика, има искрени намери, бе, градоначалници. Искрени намери. Ај кажи ми кој од колегите ја прочита таа студија и дали сме загрижени или не сме загрижени. Привршите, колега. 100 забелешки имам да дадам за тоа. Така да, уште еднаш да ви кажам, нема апсолутно никакви политички поени. Благодарам. Има само загриженост на граѓаните. Благодарам, и колега. Дајте ја таа одлука, да ја видиме, да ја изгласаме сите, да нема депонија, не само ни донесовме одлука. Каде? Црно на бело има одлука, еве, а гласаме. Благодарам, сите, колега Манчев. си одиме, благодарам. Благодарам. Процедурално градоначалник. Не е спорно, ако треба, ќе ви дадам предност и како советник, бидејќи сакам да го слушнем вашето мислење и го почитувам зборот. Меѓутоа, тука треба да бидеме на ниво и да издискутираме сите, за да може да бидеме јасни, а после гледам дека не можеме да се дообјасниме. Јас ќе се вратам малце назад, за на сите да не биде јасно. Вие луѓето тука кои што стоите пред председателот на Советот, пред мене, значи треба јасно и гласно да му кажете на граѓаните на општина Неготино дека сите заедно и покрај тоа што ВМРО ДПМН уште во 2012 година го направи тој урбанистички план во населено место за изградба на депонија и додели концесија на 50 години, каде што странски инвеститор Екоплан, фирмата плаќаше концесија во рок од 3 години и му беше одземена концесијата бидејќи не плати концесија. Во тој момент нигде ве немаше и сите овие од Сдруженијето Ековита треба гласно да слушнат и да знаат дека во 2012 година на местото Шобово имаше депонија, донесено. Приватниот инвеститор, кој што дојде во општина Неготино, поднесе барање врз база на таа маркица, врз база на тој план, барање до општина Неготино за измена поради гасоводот кој што минува моментално на тоа место. Истиот тој план го гласаа советниците од ВМРО ДПМН на 5 месец 2019 година. Тоа значи дека кога носите урбанистички план во населено место, кога ставате маркица и кога гласате за планот годишен за продажба на градежно земјиште, тоа значи дека давате согласност за продажба на таа парцела, а тоа значи и дозвола за продажба на општина Неготино за изградба на депонија. Тоа ви е исто, го повторив и минатиот пат, ќе го кажам и сега. Исто како да носите маркица за изградба на детска градинка или изградба на некоја фабрика со Г1 намена, а да кажете ние не знаеме дека на тоа место ќе се граде фабрика. Така да сето овој популизам кој што сега го гледам и овој театар кој што продолжува и понатаки од страна на ВМРО ДПМН, многу е смешно веќе, лицемерно е. Лицемерно е заради тоа што и самите тука стоат пред мене и се срамат. И се срамат заради тоа што одлуките кои што ги носат го користат за народот да го заведат као че добиеме политички поени со одлуката. Не, другари, јас отворено ви кажувам, денеска соопштив јавно, за разлика од вас, го слушаме гласот на народот и депонија нема да има уопште на Неготино. Ако тоа не ви е доволно, почекајте ги празниците и ќе видите дали во депонија во Неготино ќе се гради. Во тек изготвување на одлуката и таа одлука треба само да се процесира и дефинитивно, значи во Неготино депонија нема да има. Толку од мене, со театарот продолжите. Благодарам, се надевам дека прашањето околу депонијата се истрпени. Ве молам, луѓе, дајте да продолжиме со седницата.
Сега, за да добиете збор, се знае како е редот. Советниците седат во советничките клупи. Доколку седните во советнички клупи и овозможите советот да функционира, ќе продолжиме со седницата. Дали некој бара збор по првата точка од дневниот ред? Ај сега ќе ве замолам да седните на местата. Игор, ќе добиеш процедура. Седните на местата, колеги. Ајде. Ве молам да седните на местата. Прв совет не вие и сега ќе кажем. Советниците седат во редовите што се предвидени за совет, јавноста во редот што е предвиден за јавност. Советниците се пријавуваат за збор, председателот на советот му дава збор. Ќе ве молам, тоа се деловничките одредби, да се придржувате по тоа. Пријавен за процедурално Игор Јованов и ќе те замолам процедурално да дискутираш на почетку да кажеш во кој дел од деловникот ти е твојата дискусија. Како што си е редот? Ајде повели. Редот мој ќе биде како што зема збор градоначалникот и јас ќе се движам по неговиот ред. По кој член од деловникот ти е забелешката? Граѓаните на општина Неготино, еве и градоначалникот после 10 седмици конечно дојде на совет да биде присутен. По кој член од деловникот Игор Сакам Иванов? да кажам, вакви манипулаторски говори од страна на негова кон граѓаните на општина Неготино и кон присутните тука што се присутни во салата не држат место. Колега, ајде, по кој член од деловникот? Борбата за собствени интереси на некој Бидејќи не е процедурално, ви благодарам на дискусијата. Дали некој друг бара збор? беше Петре Манчев, процедурално повели. процедурално сакам да ја информирам јавноста и колегите, бидејќи советот е највисоко тело во општина Неготино, а таква одлука не е донесена. И исто така од наша страна поднесени се голем број амандмани на комисијата, тие амандмани не се прифатени. Ние денес нема да дискутираме за буџетот и очекуваме дека тој буџет многу скоро ќе дојде на седница за ребаланс, бидејќи таков каков што е токмен не е функционален ни 3 месеци. По кој член од деловникот ви процедурално Затоа забелешка? ја информирам јавноста и присутните овде дека нема да учествуваме во расправата за буџет. Благодарам. Со тоа претпоставувам друг веќе не бара збор. Дали некој друг бара збор под првата точка од дневниот ред? Процедурално Љупчо Пасинечки повели. Почитувани градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани присутни од друштвото Рековица. Очекував градоначалникот да направи една разлика што е обична депонија, а што е фабрика за хемиска индустрија. Колега Љупчо Пасинечки, што сте очекували од градоначалникот, не знам. По кој дел од деловникот ви е процедуралната забелешка? По петиот дел? Кој пет дел, колега? Затоа мислам дека градоначалникот многу пред нас. Колега Љупчо Пасинечки, ви благодарам на дискусијата, бидејќи немате ништо процедурално. Биле манипулирани Тишина. Колега Љупчо Пасинечки, бидејќи немате ништо процедурално одземен ви е зборот, ви благодарам на дискусијата. Следен. Хемикали што и наредните два. Благодарам колега Љупчо Пасинечки. А ќе бидат депонирани во. Нема ништо никаде да биде депонирано, ви благодариме на дискусијата. Ви благодарам Љупчо Пасинечки. Одземен ви е зборот, не извини, ви благодарам. Ве молам да ја напушите говорницата, да не ја узурпирате. Мој да ме молиш. Значи, го барав мислењето. Љупчо Пасинечки, И од колешката. согласно деловникот за работа на советот, последна опомена, одземен ви е зборот, ве молам да ја напуштите говорницата, да овозможиме советот да дискутира. Срамота. Ви благодарам. Следен за процедурално Трајче Димов, повели. Има време, нема да биде тоа, да видиме одлуката право. Да видиме таа одлука, па да гласаме. И јас сум
по-възрастен от тебе 40 години и трябва да ме слушаш кога зборувам. Трябва да прочиташ ти, защото Па, не е само што... не, тебе трябва да те сменим първо, после си да се главите, ще сменим. Добър ден. Очи. Очи кон се трябва да имаш. Смени на после. Да. Добър ден, почитувани граждани, почитувани съветници, почитувани градоначалниче. Значи, темата не е актуална, сметам дека трябваше доктора да се докаже, што имаше да каже. Меѓутоа, еве, градоначалникот излезе на прес, кажа дека одлуката е у процедура, дека треба да излезе, и аз верувам и добро. И баш поради тоа повикувам да ви изчекаме, да видим одлуката, да свикаме седница. Сега каде е процедура? Каде е процедура, кажем? Не може едни да оставаш у разправа, ти да не бъде на първо место. Значи не може така. Излеготе, Петре, излезе ти, излезе може сега. и реков. Не може. Дали не реков дека трябваше да се докаже професор? Или да си не истори, кажи сега по кој деловник, по кој член от деловникот е била. Ве молам, колега Трајче Димов, и вас да ве замолам, доколку е тоа делот од процедуралната... Ако остави, готов. Деве Петре, де. Ако остави, ако... Отивко. Нека се докаже Любчо. Отивко. Остави Игор, нека се докаже. Абе, не дофрле од места се. Еве, нема да се Колега, докажем и аз. еве Трајче Димов, ти благодарам и тебе на дискусията. Не може само Трајче. за некој да има... Како тръгне и Това не е джубре. Ве молам, Потивко. Пред тебе седи. Дали некој друг бара збор по првата точка од дневниот ред? Видејќи никој не бара збор по дневниот ред, по точката од дневниот ред, расправата ја затварам, првата точка ја ставам на гласање. Ве молам со крене на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Го молам председателот на Комисијата за урбанизам да го соопшти ставот на Комисијата. Трајче Димов повели. Колеги од ВМРО ДПМН, ќе ве молам безшумно да ја напуштите салата. Да не го попречувате функционирањето на Советот. Трајче Димов повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред. И за мерна станица не припадате, амандман. Кажи, да слушат сите. Програма за комунални дейности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино. Програмата беше усвоена, би сакали раководителот на комунални дейности да ни даде едно мало објаснување зашто се работи во програмата, за да може и јавноста нели да знае. Благодарам. Благодарам. Колега? Има збор раководителот на одделението за комунални дейности Бранко Велјанов. Почитувани съветници, почитувани градоначалник, почитувани граждани на програмата момент само на Мислам дека може да слушнеме. Најпрво да ви се извинам на сите поради технички причини, што на два пати се заполнуваше и програмата, односно бројките бега исти сосема, само што на времето, да речеме, ги ставаме тие тековни трошкови поединечно изразени, а сега ги ставаме сите во подпрограмите заедно. И тоа е разликата во која што така сега дополнително ворено мораше да се направат одредени измени и да се заврши работата. Програмата која се правеше се водешме од Закон за градежно земјиште, Закон за комунална дейност, Закон за снабдување за вода, за пиење на урбани отпадни води, Закон за јавни стота, Закон за јавно зеленило,
Закона за уредување на градското земјиште, како и од сугестиите на граѓаните, на советниците, на барање на одредени јавни и невладни организации, се со цел да се биде програмата компатибилна со однос со приливот на финансиските средства. Вие знаете дека овие 2 години имаме ограничување во делот на проекцијата и во делот на финансирањето на годишната програма, односно на буџетот, од причини што нели власта ни дозволи да го намалиме долгот за 50%, што ги имаме по бројањата, и врз основа на тој закон се донесе да можеме ние да го проектираме буџетот врз основа на приливот на последните 3 години од општината и плюс 30% максимално да ви има достап. Ако порано мојата програма изнесуваше негде 180 до 210 милиона, сега ова година е проектирана негде на 85 милиона 590 хиляди денари, од кои што за одржување на урбана оправа и плаќање на текуни активности се предвидени 800 хиляди денари. Снабдување со вода и плаќање на текуни активности 1.060 хиляди денари. Одредување престојби на отпадни води и плаќање на текуни активности се предвидени 300 хиляди денари. Јавно осветлување и плаќање на текуни активности 7 милиона денари. Јавна чистота имаме 900 хиляди денари. Одржување и заштита на локални патишта и регулиран режим за сообраќај и плаќање на текуни активности 4,5 милиона. Одржување и користење на паркови зеленило 2 милиона се предвидени. Други комунални услуги и плаќање на текуни активности 1,5 милиона денари. Изградба на јавно осветлување се предвидени 1,5 милиона денари. Изградба и реконструкција на локални патишта и плаќање на текуни активности 54 милиона. Изградба на простор за паркирање 1 милион. Во изградба на системи за одведување и престојање на отпадни води и плаќање на текуни активности се предвидени 1.580.000 денари. Изградба на системи за водоснабдување 2.550.000 денари, други комунални услуги 1 милион динара и урбана опрема капитални трошици 400.000 динара. Освен ова, предвидено е за уредување градско земјиште капитални трошици негде 900.000 денари за експроприација на градско земјиште, за проектна изработка, проектна документација, градски услуги, тука ли готови трошкови. Во F2 уредување градско земјиште 600.000 денари и уредување на просто во рурални подрачја, кај што се предвидени уредување јавни површини во населени места во општина Неготино, односно изградба со асфалтирање на улица во село Пепелиште, изградба со асфалтирање на улица село Криво и финансирање текуни активности 5,5 милиона денари. Ова е така најкратки црти образложението. Ако имате нешто потреба, нешто да ви објаснам, дополнително стојам тука на располагање и очекувам од советниците конструктивна расправа. Благодарам. Благодарам. Бранко, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревена рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржан, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Волен Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледана оваа предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2020 година. Морам да потенцирам овде дека на комисија беше усвоена со 3 гласа за. Советниците и членови на комисија од ВМРО ДПМНЕ веќе подолго време како што не учествуваат во гласањето на точките на седница, исто така не учествуваат во расправањето, разгледувањето на програмите на комисија. Значи не гласа по оваа точка. Предлагам и советот да ја усвои оваа точка. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување.
Ве молам со креве на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред, предлог програма за активностите на општина Неготино во областа на образованието. И оваа точка ја разгледа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ворле Младеновиќ Павле. Благодарам уште еднаш. Исто така на вчерашна седница беше разгледана и оваа точка. Исто така беше усвоена со 3 гласа за, немаше воздржани, немаше против. Благодарам. Благодарам колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревај на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по шестата точка од дневниот ред, предлог програма за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2020 година во општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ворле Младеновиќ Павле. Програмата за култура, спорт и поддршка на здруженија и фондации во 2020 година во општина Неготино беше усвоена на комисија за јавни дејности. Предлагам и се да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревај на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по 6 точка од дневниот ред, предлог програма за енергетска ефикасност на општина Неготино за 2020 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов Павле. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред. Беше усвоена на комисија. Предлагам и совето да ја усвоим, меѓутоа би сакал и ръководителот на енергетска ефикасност збор 2 накратко за програмата. Благодарам. Трајче, давам збор на ръководителот на одделението за енергетска ефикасност Ванчо Петров Павле. Благодарам. Како и секоја година, и оваа година е изработена програмата за енергетска ефикасност на општина Неготино и согласно неа се предвидени низа на активности кои што ќе бидат преземени во наредната година токму од оваа област. Одделението за енергетска ефикасност ја следи состојбата со потрошувачката на енергија и на енергенси во општина Неготино, пред се во институциите во кои што се во надлежност на општина Неготино. Утврдуваме состојба на потрошувачка на енергија и енергенси во тие објекти. Понатаму предлагаме мерки за намалување на потрошувачка на енергија, намалување на потрошувачка на енергенси, контрола на показатели за енергија со претходна и ова наредна текмна година и така натаму. Во оваа програма се предвидени повеќе активности за реализирање на проекти за енергетска ефикасност за 2020 година согласно Акциониот план за енергетска ефикасност. Се мисли на реконструкција и подобрување на енергетски карактеристики на објектите, за реализирање на проекти за енергетска ефикасност за 2020 година согласно Акциониот план за во јавното осветлување. Пред се имаме изградба на дел за јавно осветлување на дел од улиците Коста Волкановски, Владимир Шпанац и на дел од улица Маршал Тито, како и во другите улици и во населените места. Потоа имаме предвидено изработка на проектна документација за улично осветлување, поставување на соларни колектори за санитарна топла вода на градскиот стадион, на спортската сала Младост, набавка на лед светилки за улично осветлување и промена на постоечка арматура и секако за подигање на свеста на кај граѓаните за значењето на енергетската ефикасност и придобивките од неа. И нека да е вкупно за сите овие активности во наредната година од буџетот на општина Неготино се предвидени 2 милиона и 500 илјади денари за спроведување на наведените активности. Тоа би било накратко, ако треба нешто, тука сме. Благодарам. Благодарам, Ванчо. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по 7 точка од дневниот ред, предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2020 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов Павле. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред. На комисија беше истата усвоена. Бидејќи станува збор за градежни парцели кои што се во собственост на Република Македонија, ги
општина Неготино е задолжен за нивна продржба. Во оваа програма нема нови парцели, нема нови измени, односно оние само измени има во делот на плацовите за домување и за лесна индустрија кои што се продадени се иземени од програмата. Доколку сака тој што е подготвил изготвителот на програмата збор 2, меѓутоа нема некоја поголема измена во оваа програма. Комисијата ја усвои оваа точка од дневниот ред, предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Колега, му давам збор на Зоран Лазов во делот на програмата. Повеќе. Добар ден, како што кажа председателот, истата програма е согласно она што беше донесена како прва измена во 2019 година и таму се извадени парцелите кои што во меѓувреме се продадени индивидуално домување и две парцели Г2 во ИГМ кои што е фабриката. Благодарам. Зоран, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Молам со кревење на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по 8-та точка од дневниот ред. Предлог програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2020 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам се даваше по оваа точка од дневниот ред. Програма за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино. Значи во оваа програма се опфатени сите урбанистички планови кои што се во тек, односно се започнати, но не се завршени, и нови предвидени урбанистички планови, бидејќи на територија на општина Неготино има поголем број на стари урбанистички планови кои што треба да се усогласат. И исто така има голем број на барања на приватни кои што сакаат некои измени во урбанистичките планови, и тоа оде со нивно финансирање. Во глобала сметам дека, мислам, комисијата ја усвои оваа точка од дневниот ред, доколку раководителот има збор 2 да каже, може да предлагам и Советот на општина Неготино да ја усвои програмата. Благодарам. Трајче, давам збор на раководителот на одделението за урбанизам Снежана Цветкова. Павле. Како што кажа председателот, накратко даде кратко образложение за програмата. Оваа годишна програма е изработена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Неготино за 2020 година. За програмата се планирани финансиски средства во висина од 2,5 милиони денари. Значи, предвидени се детално, во табели се прикажани сите детални урбанистички планови кои се планира да се отпочнат во оваа година, како и постапките кои се во тек. Исто така со оваа програма се планира изработка на урбанистички планови за село, урбанистички планови во населени места, локални урбанистички плански документации, општи акти, изработка на архитектонско-урбанистички проекти и проекти за инфраструктура. Програмата е изработена врз основа на барање на иницијативи од граѓаните. Благодарам, Снежана. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Молам со кревење на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржан, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по 9-та точка од дневниот ред. Предлог програма за заштита на животна средина на територијата на општина Неготино за 2020 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов Повели. Благодарам. Комисијата за урбанизам заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно програма за заштита на животна средина. Програмата е можна кратка. Мислам дека треба од година во година да ја унапредуваме и да ја надополнуваме. Јас имам еден амандман во оваа програма. Врз основа на член 163 од Деловникот за работа на општина Неготино го предлагам следниот амандман во програмата за заштита на животна средина за 2020 година. Во табела расходи, програма 5.10, по точка 5, субвенции за набавка на пелети, да се додаде точка 6, мерна станица за аерозагадување.
бидејќи како образложение ми е бидејќи општина Неготино нема мерна станица од ваков вид, со која ќе имаме увид врз степенот на загаденост на воздухот, да се вметне во програмата како би била предвидена и реализирана во периодот кој што следува. Сметам дека би биле од помош Сдруженијата на Ековита и се надевам дека во периодот после новата година ќе седниме, ќе направиме еден план во која насока треба да се движиме ние како општина и дека стојам позади тоа што го каже градоначалникот и дека депонија нема да има, меѓутоа ние како општина мораме да изнајдеме, имаме акционен план за заштита на животна средина, меѓутоа треба управувањето со отпад да го доведеме на едно ниво кое што на едно завидно ниво, бидејќи се случуваме се почесто, имаме ставка 400.000 денари за чистење на диви депонии. Значи нас свестани е до тој степен што секоја година лани беа 200, сега се 400. Ние треба да тргнеме од себе, треба да тргнеме од тоа дека самите си го правиме тоа што си го правиме, бидејќи тие депонии не ги прави никој друг туку ние. Сметам исто така дека ваквите постојки кои што се за преработка на отпад треба да бидат, меѓутоа треба да му се најде соодветно место. Затоа и оваа депонија нема да биде депонија, баш поради тоа што сметаме дека е премногу близко до Орлово брдо. Сметаме дека бидејќи во студијата не се гарантира заштита на подземните води, а е близко село Пепелиште и мислам дека тоа го разговараме ние секој ден и не излегуваме со ставови само за да не билдаме политички поени. Сметам дека унапредувањето на животната средина треба и секогаш ќе биде приоритет на општина Неготино, меѓутоа сметам дека треба да се изнајде соодветно решение за постапување со отпад и да најдеме решение за, мислам, ние изгласавме регионална депонија за комунален отпад дадовме согласност во Росуман, за тука да има претоварна станица. Сметам дека тоа што се дешава сега во Дуброво на Бучето дека треба да биде да раскрстиме со тоа и мислам дека секоја една точка која што од сега натаму ќе дојде на дневен ред од оваа област, сметам дека треба да ги повикаме сите здруженија, сите еколошки здруженија, бидејќи имаат повеќе познавање од нас. Ние секој не е стружњак, не е биолог, не е инженер, бидејќи секој еден совет може да даде голем придонес. Затоа и го ставам овој амандман за мерна станица, бидејќи и може и здруженијата да ни кажат во кој дел кога би се реализирал, треба да пратиме и барање до Министерството за животна средина во голем број градови, како донација мерните станици се од Министерството за животна средина, меѓутоа го ставам како амандман за да биде предвидено во програмата. Ако не добиеме таква мерна станица, да може ние да си ставиме средства и таква станица општина Неготино да добие. Сите, значи повторно ќе се навратам малку само на темата дека сите ние сме жители на општина Неготино, мислиме, ствараме тука, сме останале тука. Немојте да мислите дека нешто правиме или ќе правиме со задни намери. Значи стојам од тука, гарантирам дека ако нешто такво дојде на дневен ред да се прави, јас од првиот што ќе си дадам оставка. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Најпрвен го ставам на гласање амандманот предложен од колегата Трајче Димов. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за. Констатирам дека амандманот е усвоен и станува составен дел од програмата. Ставам на гласање програмата за заштита на животна средина на територијата на општина Неготино за 2020 година. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по 10-та точка од дневниот ред. Предлог годишен план за седници и активности на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените за 2020 година. Во отсуство на председателот на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите Флорида Илиевска, ставот на Комисијата ќе го соопшти член на Комисијата Данема Исторчев. Благодарам, председателе. Оваа точка од дневен ред заседаваше Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Оваа предлог програма беше едногласно усвоена на Комисијата. Предлагам и Советот да ја усвои. Благодарам.
Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог годишниот план го ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека годишниот план е усвоен. Отварам расправа по 11-та точка дневниот ред. Предлог буџет на општина Неготино за 2020 година. Во отсуство на председателот на Комисијата за финансии и буџет Гордана Јованова, ставот на комисијата ќе го соопшти член на комисијата Ивана Трајкова. Повеле Ивана. Благодарам, председателе. Комисијата за финансии и буџет гласаше позитивно по оваа точка. Предлагам и советот да ја усвои истата. Благодарам, колешка. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог буџетот на општина Неготино за 2020 година го ставам на гласање. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека буџетот на општина Неготино за 2020 година е донесен. Отварам расправа по 12-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за извршување на буџетот на општина Неготино за 2020 година. Повторно во отсуство на советникот Гордана Јованова, која што е председател на Комисијата за финансии и буџет, замолувам членот на комисијата Ивана Трајкова да го соопшти ставот на комисијата. Повели. Благодарам, председателе. Комисијата за финансии и буџет гласаше позитивно и по оваа точка. Предлагам и советот да ја усвои истата. Благодарам, колешка. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласење. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржан, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 13-та точка од дневниот ред. Предлог буџетски календар за 2020 година. Во отсуство на председателот на комисијата, го молам членот на комисијата Ивана Трајкова да го соопшти ставот. Благодарам. Комисијата за финансии и буџет гласаше позитивно и за буџетскиот календар за 2020 година. Предлагам и советот да ја изгласа. Благодарам, колешка. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог буџетскиот календар го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека буџетскиот календар е усвоен. Отварам расправа по 14-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година. Го молам членот на комисијата за финансии во отсуство на председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ивана Трајкова, повели. Комисијата гласаше позитивно и по оваа точка. Предлагам и советот да ја усвои истата. Благодарам, колешка. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 15-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на јавните службеници, даватели на услуги и директорот на јавната општинска установа Детска градинка Фемо Кулаков Неготино за 2020 година. Повторно во отсуство на председателот на Комисијата за финансии и буџет Гордана Јованова, го замолувам членот на комисијата Ивана Трајкова да го соопшти ставот на комисијата. Повели Ивана. Благодарам. Комисијата гласаше позитивно и за оваа предлог одлука. Предлагам и советот да ја усвои истата. Благодарам, колешка. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 16-та точка од дневниот ред. Предлог правилник за постапка и критериуми за утврдување на пазарна вредност на земјиштата и утврдување просечни цени на градежно и земјоделско земјиште. По оваа точка седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Молам членот на комисијата Ивана Трајкова да го соопшти ставот. Повели Ивана. Благодарам. Комисијата гласаше позитивно за овој правилник. Предлагам и советот да го усвои истиот. Благодарам, колешке. Дали некој друг бара збор?
Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Правилникот го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против, никој, воздржани нема. Констатирам дека правилникот е усвоен. Отварам расправа по 17-та точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност на измена на годишниот план за вработување за 2020 година на основното општинско училиште Гоце Делчев, Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ворлен Младеновиќ повели. Благодарам, председателе. На вчерашната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледан и предлог решението за давање согласност на измената на годишниот план за вработување за 2020 година на Општинско основно училиште Гоце Делчев, Неготино. Истата беше усвоена на комисија. Предлагаме совет да се произнесе. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Отварам расправа по 18-та точка од дневниот ред. Предлог мислење по однос на статутот на основното општинско училиште Гоце Делчев, Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за статут и прописи. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Дане Мајсторчев повели. Благодарам, председателе. По оваа точка од дневниот ред седница одржа Комисијата за статут и прописи, при што даде позитивно мислење по однос на статутот на Општинско основно училиште Гоце Делчев, Неготино. Апелирам и советот исто да се произнесе. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог мислењето го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека мислењето е усвоено. Отварам расправа по 19-та точка од дневниот ред. Предлог мислење по однос на програмата за изведување на екскурзии на учениците од основното општинско училиште Страшо Пинџур, Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ворлен Младеновиќ повели. На вчерашната седница беше разгледана и оваа точка и истата беше усвоена. Предлагаме совет да се произнесе. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог мислењето го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека мислењето е усвоено. Отварам расправа по 20-та точка од дневниот ред. Предлог заклучок за усвојување на годишната програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино од Неготино за 2020 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ворлен Младеновиќ повели. На вчерашна седница беше разгледана годишната програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино. Истата беше усвоена. Предлагаме совет да се произнесе по истата. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог за клучкот го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека заклучкот е усвоен. Отварам расправа по 21-та точка од дневниот ред. Предлог решение за доделување еднократна парична помош. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ворлен Младеновиќ повели. Благодарам. На вчерашната седница беше разгледана и точката за еднократна парична помош. Истата беше усвоена. Предлагаме совет да се произнесе. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласен. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за. Констатирам дека решението е усвоено. Пред да ја затворам денешната седница, сакам да ја искористам можноста на сите советници на општина Неготино, на сите граѓани на општина Неготино, да им ги честитам престојните новогодишни и божични празници и да им посакам многу среќа, здравие и секое добро по наредната 2020 година. Заедно да се избориме 2020 година да биде поуспешна за сите граѓани на општина Неготино. Дневниот ред за денешната седница е исцрпен. Ја затварам седницата. Ви благодарам на сите за присуството.